Што ако ви кажам дека за да се одбраните од хакери, прво мора да научите да размислувате па баш како нив? Денес ќе се нурнеме длабоко во нивниот начин на размислување. Не за да научиме како да напаѓаме, туку за да изградиме многу подсврста одбрана. Прво, да расчистиме нешто. Заборавете на сликата од филмовите. Знаете, онаа со хакерот во темна соба со качулка. Овој цитат од хакерскиот лексикон ја менува целата перспектива. Зарем не? Вистинските хакери во суштина не се уништувачи, тие се градители. Нив ги води една огромна љубопитност, онаа длабока желба да расклопат нешто само за да видат како точно функционира и потоа да го направат уште подобро. Значи не зборуваме за некаков случаен хаос, туку за чиста методологија. Хакирањето е всушност начин на размислување, тоа е еден структуриран пристап за наоѓање на слабости. И тоа не само во компјутерите, туку во апсолутно било кој систем. И еве каде лежи клучот. Секој напад, без разлика дали е етички или злонамерен, следи еден предвидлив пат, еден вид животен циклус. Ова не се случајни обиди во темнина, туку еден многу пресметан процес. Ајде сега да го разложиме тој процес, чекор по чекор. Добро, време е да го отвориме прирачникот. И што е најинтересно, и добрите и лошите момци го следат истиот формален процес. Ако ги научиме овие чекори, секогаш ќе бидеме барем еден чекор понапред. Се почнува со првиот чекор. Цел, се избира метата. Второ, учење, се впива апсолутно секоја достатна информација. Трето, истражување, се мапира теренот, се гледа како работи системот. Четврто и веројатно највозбудливиот дел, скрши, со дозвола се разбира, се бараат пукнатините. Пето, сосема логично, поправи, ги затвораме тие пукнатини. И на крај, можеби најважниот чекор за етичките хакери, подобри, знаењето се споделува за сите колективно да бидат побезбедни. Добро, го знаеме процесот, но што точно бараат хакерите кога истражуваат? Па тие трагаат по пукнатини во системот, технички наречени ранливости. Токму тие пропусти се вратата што им овозможува да влезат. Формалната дефиниција звучи малку сложено, знам, но идејата е всушност многу едноставна. Ранливост е буквално било која слабост што може да се искористи. Замислете го тоа како отклучена врата или отворен прозорец во дигиталниот свет. Ајде да го направиме ова уште појасно со една аналогија. Размислете за автомобил. Ранливоста е како да возите со излижани гуми или со стари истрошени сопирачки. Можеби нема да се случи ништо лошо, ама потенцијалот за катастрофа е тука, зарем не? Повлекувањето на возило од производителот е уште еден совршен пример. Тоа е кога самиот креатор признава дека постои вроден пропуст. Во ред, сваќаме што е ранливост. Ама секој ден се откриваат десетици, ако не и стотици нови. Како е воопшто можно некој да го следи целиот тој хаос? Па одговорот лежи во глобални, централизирани бази на податоци. Двете главни алатки што се користат се CV и NVD. Замислете го CV како еден огромен речник. Тој му дава уникатно име и број на секој пропуст за сите во светот да зборуваат на ист јазик. Потоа, тука е NVD, што е како енциклопедија. Го зема името од речникот и додава клучни информации. Колку е навистина опасен пропустот, кој се е засегнат и најважно, колку итно треба да се поправи. Да земеме еден реален пример што сите го користиме. Ако го пребарате Google Chrome на веб страницата на CVE, ќе добиете една огромна, речиси бескрајна листа на сите познати ранливости поврзани со него низ годините. Зборуваме за илјадници. Еве како изгледа еден таков запис. Има единствен идентификатор, тој CVE број, и краток, јасен опис кој објаснува што точно овозможува пропустот. Во овој конкретен случај тоа е начин да се заобиколат некои безбедносни ограничувања. И еве каде NVD станува апсолутно незаменлив. За истиот тој пропуст дава оценка за сериозност. Во овој случај 6,5 од 10. Замислете една компанија со илјадници потенцијални проблеми. Оваа бројка е клучна. Таа практично им вика: "Еј, игнорирајте се друго, почнете со ова веднаш." А сега да зборуваме за светиот грал на хакерите. Zero Day ранливост. Ова е вистинскиот кошмар за секој безбедносен тим. Што е тоа? Тоа е пропуст кој е толку нов, што дуре ни компанијата што го направила софтверот не знае за него. Што значи тоа? Нема закрпа, нема одбрана. Тоа е ширум отворена врата за напаѓачите.
Добро. Досега зборувавме за пукнатините во зидот. Сега е време да зборуваме за чеканот што удира во тие пукнатини. Ајде да ја разложиме анатомијата на самиот напад. Прво да дефинираме што е закана. И не е секогаш некој хакер со качулка. Закана е буквално се што може да предизвика штета. Повторно, аналогијата помага. Во физичкиот свет, закана може да бидат шајки на патот или лизгав коловоз. Во дигиталниот свет, закана секако може да биде злонамерен хакер, но исто така и незадоволен вработен или дури и обична, ненамерна корисничка грешка. Никогаш, ама баш никогаш, не треба да се подценува моќта на корисничката грешка. Следно, имаме векторна закана. Звучи комплицирано, но е неверојатно едноставно. Тоа е само патот по кој патува заканата. Може да биде интернет конекција, злонамерен имејл, па дури и USB стик што некој го оставил случајно на паркинг. И еве како се поврзува во една целина. Ова е клучната формула што мора да се запомни. За да се случи напад, потребни се сите три елементи. Закана, како например злонамерен хакер, вектор, како например интернетот, и ранливост, како застарен софтвер. Кога заканата ќе ја искористи ранливоста преку векторот, тоа се нарекува експлоатација. Тоа е моментот на напад. Значи, постојат буквално безброј начини на кои може да се случи една експлоатација. Се поставува прашањето како безбедносните професионалци воопшто ги следат сите овие различни тактики, техники, процедури што ги користат напаѓачите. Одговорот е нешто што се вика MITRE ATT&CK Framework. Ова не е само уште еден ресурс. Ова е практично библијата за сајбер одбрана. Тоа е една огромна, јавно достапна мапа на секоја позната тактика и техника користена од напаѓачите и сето тоа е базирано на илјадни реални инциденти. Оваа матрица е како нацрт, како план на еден напад. Таа го разложува целиот напад на фази или тактики. Например, тактиката почетен пристап ги наведува сите начини на кои напаѓачите може да влезат. Упорност пак ги опишува техниките што ги користат за да останат скриени во системот откако веќе ќе влезат. Тоа е детална мапа на однесувањето на напаѓачот. И со тоа кругот се затвора. Клучната порака е оваа. Не може да се изгради добра одбрана ако не се познава нападот. Со разбирање на целиот прирачник на нападачот, од нивниот процес до ранливости што ги бараат, па се до тактиките што ги користат, престануваме само да реагираме на напади, почнуваме да ги предвидуваме. И за крај, едно прашање за размислување. Целиот овој пристап, длабоко да се разбере еден систем, за да се најдат неговите слабости, и на крајот да се подобри, тоа е суштината на хакерскиот начин на размислување. Каде на друго место, надвор од светот на сајбербезбедноста, можеме да го примениме овој моќен начин на размислување за да изградиме нешто подобро.